на Бога што еве Бог не дојси на ова свето место, каде што се случиле, да речам, големи духовни настани за ширењето, евангелизирањето на христијанството, на ширење на христијанството на овој македонски простор. Ви кажував дека Свети апостол Павле кој бил во Троада, каде да продолжи, каде доди да шири верата, и тогаш него му селува македонец во македонски алиште, му вели дојди кај нас и помогни ни. Тоест се тумачи дека тоа бил ангелот на македонскиот народ и ги повикал апостол Павле и неговите ученици да дојдат во Македонија за да го пренесат спасителното учење на нашиот Спасител и Бог Господ Исус Христос. Никогаш, никаде Бог насила никому не се јавува. Само кај луѓе што посакале, што имаат слободно изразена желба и љубов, тогаш Бог делува. Знаете, така да ова е многу важен пример дека нашите предци копнееле по вистинскиот Бог, копнееле по вистината и кој е оној Бог кој Алфа и Омега, оној Бог кој создал се живо, видливо и невидливо. Има многу примери, ако се сеќавате само за Корнилий Стотникот, кој што бил римски војсководец, така? Имал центурион, го велате на латински, речи години, кој што... Аз ве чекаме, ајде. И тој Корнилий го барал Бога, ако бил римски граѓанин, кој што бил многу божици, така натаму, но во душата бил голем боготражител, правил многу добри дела, милостина, без разлика на вера, народ, нација и така натаму, и во, како се вели во Евангелието, во 3 и 6 час се моли, и тогаш Бог му вели испрати луѓе во Јопија да го донесиш кај Симон Кожарот се наоѓа Петар, така? Свети Петар. И тој праќа слуги, а истовремено Бог му открива на Свети Петар дека ќе дојдат луѓе што треба да оди по нив. Тој вакво видење има. Гледа од небото, бидејќи тој проповедал и поучувал, и тие дури потаму спремале за јадење, се качил на кровот, рамни крововите таму, во Јопија, да се одмори. И кога одморал имал видење. Платништо од небото слегува со секакви животни. И Бог му вели: Петре, земи, заколи, јади. Свети Петар вели: јас никогаш ништо нечисто не сум јадел. Јас што сум очистил, се е чисто. И ова се повторува 3 пати. И Свети Петар се разбудува и сваќа дека ова видење е од Бога и му е кажано ќе дојдат луѓе и тргни со нив. И кога слегва долу, го барат тие двајца слуги од на Корнилий Стотникот и тој оди со нив, и кога стигат кај него, тој паѓа на колена пред Свети Петар, тој му вели: јас сум човек како тебе. А видете се Корнилий што прави. Тој го бара Бога и сака да се спаси. И гласот Божи што му го вика за да го најде вистинскиот Бог, ќе го побараш Петар. И тој не е себичен да се спаси само тој и да ја спаси само своето семејство, туку ги собира сите роднини пријатели, сите ближни. Ме слушате? Тоа се христијани. Не може да се намали Божјото ако јас го земам и нема да има за другите. Не. Колку повеќе го шириме и го кажуваме Словото Божјо дека ни се дава Христос на сите, како пееме: дојлате видете колку е благ Бог, нашиот Спасител Господ, така да и Корнилий имал таква душа и затоа Бог него му селува, како што претходно давал милостина. Затоа се вели милостината покрива многу гревови, ни ја чисти душата и ни умот да го повикам да го препознаеме Бога. И Господ го повикал Свети Петар и тој прв пат доаѓа да шири Слово Божјо кај незнабожци. До тогаш го шири Словото само кај евреи, кај јудејскиот народ, ме разбирате? И тогаш по тоа видење знал дека Бог веќе не прави разлика меѓу пагани, елини и евреи, туку Бог сака сите да слушнат за вистината и за правдата и за милоста и љубовта Божја. И тогаш тој му вели: јас сум човек како тебе, и почнува да му кажува на сите, и сите се крштеват во тој ден. Значи го побарале Бога. Ме слушате?
И македонците го побарале Бога и затоа не случајно дошол Свети апостол Павле во Македонија како прва држава во Европа, кој што луѓе кои што копнеле по вистинскиот Бог и тука дошол на местото каде што овде покрај оваа раката овде ќе видите се собирале побожни луѓе кои што се молеле и го барале Бога. И тука кога проповедал, од сите што слушале, прва што многу е допрел прстот Божи, благодатта Божја, била Света Лидија Македонска, која што се крстила, но бидејќи имала толку блага, мила, чиста душа и гостопримлива душа, му вели, ако ме најдовте за верна, елате во мојот дом и останете кај нас. Ме слушате? Значи, љубовта се покажува и на дело. Не само на збор, туку и практично. Така да по незината милост и љубов, куќата на Света Лидија станува првата црква во Македонија, каде што Свети апостол Павле го ширил евангелието во овој простор. Овде кога биле во Филипи, се не знам дали е отворено, ако сакате во тој археолошки дел да одиме, луѓето што биле во Филипи, што биле трговци така натаму, сватиле дека преку проповета луѓе што ги почитуваат другите божества нема да му вложуваат средства во нивните божества. Ги осакиле како опасност. Имал уште еден друг настан. Свети апостол Павле, кога со Свети апостол Сила проповедал, низ градот Филип имало една жена која што била бајачка, гледачка. И таја одела по Свети апостол Павле, Свети апостол Сила и на сите му викала, слушате, Филипјани, слушајте ги овие луѓе, оти овие се од Бога испратени. Дали зборува нешто лошо? Не. Точно кажува. Од Бога се испратени. И тоа го викала поќе пати, поќе деној, одела по нив. И еден ден се вели, кога почна веќе да досадва жената и да му смета на Свети апостол Павле, тој се свртил на кај и му вика, во името на Исуса Христа, излези од неа. На кој му рече да излези од неа? Значи, ако беше Духот Свети во неа, и ако таа зборуваше преку Духот Свети, немаше да смета, така немаше да биде контра учењето на нашиот Спасител. Но гледате, таја не грешеше, точно кажваше. Значи, демоните знаат кој е Христос и кој се светите апостоли, дека се негови. Меѓутоа, друг дух се и друго сведочат. Но за да се направат пред народот дека и тие се од истата страна, слушајте го овие луѓе. Но Свети апостол Павле го истерува демонот, нечистиот дух од неј, и таа не може поќе да гледа. И газдите на езините, била робинка на некои богати луѓе, гледајќи дека поќе не можат да земат пари за од преку бајачката и гледачката, затоа има многу примери во Евангелието каде што најстрого, најостро се осудува одењето по бајачи и гледачи и вражачи, се смета како духовен блуд, се откажуваме од Бога и одиме кај луѓе кои што не се од Бога и со Бога, туку му служат на нечистиот. И бидејќи тие сега собствени газдите на жената не можат поќе да имат добивка, го наклеветува Свети апостол Павле, Сила и другите кај римската војска, кај нивните тука што биле одговорни луѓе, и Свети апостол Павле, осуден како да шири некои нови учења, е затворен со Свети апостол Сила во затворот. И тука има една од келите останати се во овие археолошки локалитети овде во Филипи. И за време на ноќта, Свети апостол Павле со Сила седнуваат да се молат. И во моментот кога се биле врзани сокови и на рацете и на нозете. И како што се молеле, Бог испрата ангел Божи, оковите на раце нозете пукат и тие се ослободуваат, но во исто време и сите врати се отварат од сите кели во затворот. Војникот стражарот, извинете се му не кажав, дека пред да ги стават во келијата, прво ги камшикувале. Значи, биле сурово казнети, дека така се постапува со луѓе што шират туѓи, непознати учења, надвор од учењето на римските, нивната вера, паганска, многобожечка. И, кога се отварат сите врати, главниот стражар што бил таа вечер дежурен, кога видел што се случува, се исплашил дека сите ќе му заминат, сите ќе избегат и дека него командантот ќе го мачи до смрт, сакал да се самоубие. Свети апостол Павле му рекол, ама
пред да се отворат вратите, тие се молеле, знаеш? И во текот на молитвата паѓаат прангите, се отварат вратите и тој слушнал стражарот на чии молитви Бог се одзва. Значи на апостол Павле, така? Значи неговиот Бог е вистинскиот Бог. И кога апостол Павле му вели, немој да се самоубиваш, немој ништо лошо да си направиш, тој вели, Господари, што треба да направам за да се спасам? Поверувај во Христос и ќе се спасиш. И тој ги зема во својот дом, вечерта ги мачка, прво ги негува од раните, сега апостол Павле проповеда и ги крштева него и целиот негов дом. Утрото, главните што биле на градот Филипи, одговорните, слушнале дека се апостол Павле е римски граѓанин. Тој е највисока титула, највисок сталеж во Римската империја, кои што имале големи, најголеми права и не смеле да бидат мачени без да се судат. Тие сватиле дека сгрешиле што се апостол Павле го мачеле и му рекле, одете си, слободни сте, ве ослободуваме. Се апостол Павле му рекол, вака правите откако прво не мачевте без да ни судите нас римски граѓани. Не си одиме дур не ни се извините. И тие доаѓаат во затворот, му се извинуваат и да се апостол Павле продолжива со својата мисија. Значи, нели оди во Верија, во Солун, во Атина, но во едни од тие патувања поминува низ Хераклија, така да ние битолчаните да повториме имаме должност да направиме вака еден мозаик, некој споменик на Свет апостол Павле и на другите апостоли, дека тие го осветеле тој простор и му дале Христов белег, Христов дух. Дај Боже ние да го пратиме тој дух Божи и да живееме, да видиме достојни чеда на нашите отци и свети. Христос воскресе!